6 нови случаи со западно-нилска треска се регистрирани во Македонија за еден ден. 5 мина инфицирани се од Скопје, тројца од Газибаба над 70 годишна возраст и по еден од Зелениково на 26 години и аеродром 59 годишен. Прв случај е потврден и во Куманово. Според информација од тамошниот центар за јавно здравје, заболениот е маж на 65 години од приградско населено место и не патувал надвор од државата. Пациентот е хоспитализиран на инфективната клиника. Според информациите со кои располагаме, здравствената состојба на пациентот може да кажеме дека е тешка, кај пациентот покрај инфекцијата со вирусот од западен Нил се присутни и хронични заболувања, вклучително и диабетес, кои можат да влијаат врз текот и тежината на заболувањето. Од Кумановскиот центар за јавно здравје велат дека по направената анкета со членови од потесното семејство на заболениот, ќе ги преземат потребните епидемиолошки мерки. Врз основа на резултатите од епидемиолошкото анкетирање и добиените податоци ќе се преземат и соодветни мерки за дезинфекција на објектот, односно во просторот каде што живеел инфицираното лице, дополнително, доколку се идентификуваат и други локации од епидемиолошко значење, каде што пациентот престојувал и каде постои сомневање дека можело да дојде до упод од заразен комарец, ќе се преземат и соодветни мерки на тие локации. Досега западно-нилска треска е потврдена кај 50 лица. Речиси половината се хоспитализирани на инфективна, поради тешка невроинвазивна форма со воспаление на мозокот и мозочната обвивка, предизвикани од вирусната инфекција. Александар Динев, Сител телевизија.